се случи Тијана Тапчевиќ да објави во една утринска емисија дека ќе следи 5-та сезона на Преспав. Дали е тоа вистина или не? Па се уште нема официјална најава од продукцијата. Обично тие тоа го прават на официјална пресконференција, меѓутоа неформално, неофицијално најавено дека секако се очекува пета сезона и на барање на публиката, но и на заложба на продукцијата. Убаво е да продолжи тој проект затоа што е редок телевизиски проект како што немало на нашиот медиумски пазар. Успеавме да изградиме еден ТВ серијал кој што веќе има преку 100 епизоди реализирано во рамките на овие изминати 4 сезони. Пиплметрите покажуваат дека серијата се повеќе и повеќе има гледачи. Мене ми исто така драго што од годинава за прв пат ќе почне да се емитува и во Бугарија, односно веќе се емитува од 17 декември на BTV каналот Комеди. Очекувам дека тоа ќе како пракса ќе продолжи во соседните земји, затоа што серијата третира теми и контексти кои го опфаќаат овој балкански регион во неговите заложби за некаква европска иднина, за некакво европско реформирање и така натаму, така што комедијата призлегува практично таа наша невозможност, неспособност да го следиме она што е некаков европски императив или некаква европска вредност. Јас искрено би сакал да доживеа серијалот уште многу сезони, не само 5. Како се соочивте со улогата на Марио од представата Преспав? Како ја доживувавте улогата? Дали ви се допадна, дали беше тешко? Јас првично не бев повикан на кастинг за друга улога, не за готвачот Марио. Тоа во процесот на кастингот потоа се смени. Искрено јас не знаев многу за биографијата на ликов, знаев само дека е хрват, дека е лажен готвач, дека е вегетаријанец, будист. Така што ликот некако го градевме во процесот на создавање, така и сценаристите ги пишуваа сценаријата. Следевме некои упатства од главниот режисер на серијалот Игор Иванов и од другите режисери кои што работеа на епизодите, така што во овие 4 сезони успеавме некако да го развиеме ликот, односно тој да стане верен, референтен, да се обраќа на специфична целна група, тоа во ситкомот е многу важно. Секој од ликовите да се обраќа на различни слоеви од публиката. Мене ми е многу забавно. Пред се ми е забавно затоа што станува збор за комедија пред камера, а второ ми е забавно затоа што станува за редок телевизиски жанр, ситком. Се работи навистина многу посветено, интензивно, да не речем индустријски, се снима по една епизода во еден ден. Тоа е прилично голем, захтевен ангажман, актерски и воопшто за целата техничка и продукцијска екипа која ја реализира серијата. А да не зборувам за тоа колку е убаво да се соработува со колегите мојот Преспав, луѓе професионалци, одлични актери кои што точно знаат што прават и зашто го прават тоа. И тоа е реткост во нашата професија, е реткост да ви се погоди екипата со која што ќе можете така слободно, креативно, конструктивно да создавате нешто што очигледно дека публиката го сака, не само возрастните, туку и немладите.